нашите денешни гости, нутриционист Надица Илиевска и специјалист педијатар доктор Ангелчо Андоновски. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Не знам од каде да е најсоодветно можеби да почнеме. Голем дел од луѓето споделија дека ни недостига едукација, дека сите веројатно се трудат во голем дел од времето да понудат здрави опции кај децата, но обкружувањето во училиштата и генерално на улицата и на секаде каде што се движат младите зборува за нешто поинакво. Дали тука, еве, докторе, може со вас да започнеме, станува збор за зависност од ултра преработена храна, газирани пијалоци и така натака, кое што понатака продуцира веројатно и низа други здравствени проблеми кои што децата можеби сега не ги чувствуваат, но последиците се секако неминовни. Добро утро прво. Добро утро. Многу интересна тема избравте и заради тоа како гостин ми е драго што сум во студио. Ќе кажам дека првично пред се децата се огледало на родителите. Она што недостасува буквално во целава наша држава за сите работи, да ги генерализираме на некој начин, поготово кога станува збор за децата, е токму недоволната едукација и неправилната насоченост. Единката, таа првична единка и првична помош наречена педијатар, таа треба секогаш да биде подготвена на младите родители да им објасни од најмала возраст, од воведувањето на исхраната до ден денешен колку е растот до 18 годишна возраст да се даде правилно заради развојот на мозочето, заради развојот на костките, заради развојот на срцето, на мускулите и така натаму, значи на сите системи треба да имаат правилна насока. Нормално е дека медицината за сето тоа, поготово од најмалата возраст до каде, дава една, како да кажеме, развојна скала која што треба да се следи, а таа развојна скала следи и самиот процес на исхраната. Не за џабе, доста и здравствени организации, да кажем и Светската здравствена организација, имаат воведено доста протоколи за исхрана кои што треба да се следат. И тие е најбитно да се следат од најмалата возраст, односно од доенечката возраст, па подоцна до самиот процес на раст, развој и развивање кај тие деца кои што треба да станат здрави граѓани. Ја пак ја кажам дека ние буквално како стручни лица се трудиме тоа да го објасниме, но не секој пат можеме да ги смениме трендовите кои што кај младинава или навиките на едно семејство. Навиките на едното се. Затоа реков токму дека децата се огледало на родителите, можеби претходните да кажам векови биле поразлични во делот на исхраната, сите сме од различит некој век на живење, така да децата денеска и тоа што го на некој начин и гледаат, знаете дека имаше баш буквално ќе наречеме епидемија на се што ќе е видено на YouTube, таа YouTube генерација, сето тоа требаше да се проба и да се тестира. А уствари тоа беше толку нездрава исхрана што предизвика доста и компликации во здравјето. И точно е тоа дека неправилната исхрана доведува до проблеми во сите системи на човековото тело, поготово на еден таков кревот детски организм. И тој тренд на промовирање на нездрава храна на социјалните мрежи се уште трае и верувам дека родителите малку повеќе освестени за тоа ако нивното дете побара нешто што очигледно не е пожелно, не го купуваат, но не можеме да избегаме тоа во денешно време. Споминавте сите ние од различни генерации или како се одвивало времето и во минатото па до ден денес. Денес се соочуваме, ми се чини, со поголем број предизвици како никогаш досега ако зборуваме за преработената храна и за нејзината достапност. Ке речеме, порано све сме пробале, нашите родители па и нашите баби и дедовци веројатно не биле така фокусирани што е тоа што треба или што не треба да го јадат, ниту пак едуцирани, немало таква достапност до информации. Сега имаме многу информации, имаме многу стручни лица, а некако во пракса го правиме тоа што најмалку треба да го правиме. Зошто тоа се случува на деца? Кој е вашиот впечаток како нутриционист? Од пракса имаме две појави кои што се, ајде да кажам, последните години популарни. Прво, маркетингот до пред некое време не беше толку агресивен во однос на производите за храна, од оназад што беше веќе кажано, дека всушност нашите родители и баби и не размислувале, туку она што го имале во сезоната која што го имале, го давале. Со, ајде да кажам, потребата на човештвото да нахрани што повеќе луѓе, влеговме во процеси на ултрапроцесирање на храната, да го задржиме рокот на траење, да ја направиме храната подостапна, не внимавајќи да го задржиме и квалитетот.
И во моментот мислам дека ние во овие години се наоѓаме во онаа дискрапанца да нашиот организам не може да ги прати промените што се случуваат во прехранбената технологија. Ние не еволуираме толку бргу како што еволуира прехранбената технологија, нови намирници, глобализација и така натаму и така натаму. И имаме и друг процес. Родители велат вообичаено во пракса, додека ми беше детето под моја контрола, тогаш конзумираше тоа што треба да конзумира и јас што го дадов. Меѓутоа во оние веќе школски денови, кога се труди детето да влезе во заедницата и да биде прифатено, настапува она што всушност го покажа ова истражување на УНИЦЕФ и тука е главниот проблем. Исхраната не е само нешто кое што ќе не нахрани и кое што ќе не направи здрави или болни. Има социјален момент, има општествен, има сензорен, има мноштво на настрани кои што како за жал да ги забораваме. Семејното конзумирање на оброк станува ретко. Сметам дека тоа е начинот да ги направиме децата кои што растат постабилни. Нормативно треба да се потрудиме како држава. Она што се нуди како општествена и колективна исхрана, да има построги правила, да има. Ние во основните училишта имаме многу малку понуда на општествена исхрана, колективна исхрана. А и може да кажам во наводнице, припишуваме од некои земји кои го поминале нашиот пат, каде што всушност родителите се неверојатно многу да кажам внесени во тој процес. Например, во една Австралија и во земјите на Азија, од Европа ќе ја истакнам Шведска, точно се знае што треба родителот да спакува и да даде во торбата на детето. Значи има строги правила и прописи кои што мора да се почитуваат. И тогаш го губиме оној момент да што ми е најблиску или немам време или овде е ова, другарчето јаде тоа. И тука некаде, ако се надоврземе на тоа што го кажа докторот, мислам дека може, ако се потрудиме, да направиме промена, а мора да направиме промена. Така е, го споменавте, Надица, истражувањето на УНИЦЕФ, па може малку само да споделиме некои информации, дека спроведено е со опфатени се 40 основни и средни училишта, околу 1700 ученици. Првата проценка на нутритивните средини во нашата земја покажува дека децата најчесто имаат лесен пристап до таа нездрава храна, до пијалоци, а здравите опции се ограничени. Она што исто така сакам да го напоменам е дека околу 1/3 од децата на возраст од 7 до 9 години во нашата земја живеат со прекумерна тежина. Тоа е една од последиците генерално на ваквиот начин на исхрана. Со оглед на тоа што имате искуство, можеме ли да споделиме каква е најчестата слика за тоа какви се оброците во градинките, какви се оброците во училиштата и што најчесто конзумираат денешните деца, односно што им се, ако во една Шведска има правила и прописи, што треба да се стави во пакетот за училиште, што е сликата кај нас во Македонија? Таму каде што постојат нормативи во градинките, јас се уште тврдам дека тие менија се сепак најздравото нешто што се нуди, од проста причина што е сготвено во истиот ден кога се конзумира, што е сготвено од природни намирници. Може би треба да се направи поголема и посилна регулација околу градинките, кај основните училишта веќе немаме обврска за општествена, односно колективна исхрана. Сметате дека во градинките децата добиваат доволно овошје и зеленчук на дневна база, додека се... Она што се нормативи, да, добиваат, и тоа е разновидно. Но прашање и колку нели од децата го конзумираат. Сега тоа е веќе нешто што треба да се прави, но да не заборавиме. Се уште во нашиот образовен систем за здрава храна се уште се учи само во градинките. Ние понатаму во образовниот процес немаме вистинска наука за храна, не трендовска, не онаа која што ја имаме од социјалните мрежи, туку на вистина една едукација која што треба да продолжи.
што се однесува до нутритивната средина, мораме да бидеме искрени и за сите нас. Општата нутритивна средина во нашата држава е таква каква што е. Од економски причини, од било кои причини, тоа е посебна тема за дискусија. Но училиштата не се исклучок. Потребата е да почнеме од нутритивната средина, таму каде што веќе не треба да бидат изложени, за и ние да го дадеме примерот. Докторот на почетокот ја кажа најважната работа. Мора да ги вклучиме родителите во целиот тој процес. Не може, родителите треба да се договараат. Ако нивните деца поминуваат заедно 8 часа во текот на денот, и родителите треба да најдат време да комуницираат меѓу себе, да кажат дека се спремни на тие деца, да им пружат едукација. Ако едно дете носи оброк од дома, родителите да помогнат и тие да се вклучат во такво нешто контролирано. Понатаму, како регулатива, да одиме во нутритивната средина, да имаме опции. Знаете, не секогаш можеме да го контролираме. Според мене, не треба да правиме ни баук од нездравата храна, затоа што ја правиме поинтересна. Но основниот проблем со нездравата храна е вкусот. Вкусот кој ствара зависност. Вкус во кој што вие имате умами. Умами официјално стана 5-ти вкус, што ние не го познававме во 20-тиот век. Што е умами? Нешто што е заедно солено, кисело, благо, се заедно. Први почна зависност од азиската храна, па потоа се пренесе на нас. И вие кога ќе понудите на дете нешто кое што е по норматив, кое што е проверено, кое што не треба да има сол, кое што не треба да има зачини, таа храна е невкусна. И тука треба да работиме каде да ја најдеме вистинската рамнотежа. Ми се случува родители да ми се пожелат, например, го хранат здраво до својата 3-та година, го решаваат да го пратат во градинка, доаѓа првиот роден ден. Да. Ми покажуваат слика на детето, како е седнато до една чинија со грицки и како едноставно не може, не го интересира ни играта со децата ни ништо, што значи дека да, не треба забрана, но каде грешиме, ние почнавме да наградуваме со храна. Храната не смее да биде награда. Храната е нешто што е нормално, не води во здравје, дел од нашиот живот, од семејниот живот, но храната како стана награда. Ве молам, родители млади, дете кое што било умно не се наградува со чоколадо. Така, да, иако тоа се веројатно некои навики кои што се провлекуваат и кои што треба на кои што треба да се работи за нивно искоренување. Да, чести се овие примери каде што родителите се вложуваат во првите години од животот на детето, а потоа се случува еден таков шок, поточно детето е во ситуација да се однесува кон храната, кон нешто како што не го видело и да има еден огромен апетит за тоа. Сите ова кое што го споминавте, може да кажеме или да констатираме дека е некој начин долг процес, а истовремено и системски, заради тоа што ако зборуваме почнувајќи од родителите, градинките, училиштата и генерално понатаму во текот на животот и во тоа каде и на кој начин е достапно све од храна, каде е брзата, каде е здравата храна, денешниве деца дури и да имаме сендвичара и да имаме продавница за здрава храна едно до друго, изборот ќе биде кон брзата храна, тоа го покажуваат податоците. Како општество со последици од, односно резултат на гојазни деца, за жал, или млади деца, некако ќе се осврнеме кон истражувањата и кон тоа што кажува науката. Добро знаеме дека човечкото тело е совршено, но исто така е до голема поврзаноста на храната со мозокот, така што здравата исхрана во влијание со влијание на менталното здравје. Тука имаме нешто интересно и нешто што може вие да го најавите, односно да го представите, нели, како дел од вашата работа. Токму така, ајде да кажам, сите протоколи кои што еве сега ги спомна и нашиот ценет нутриционист, се многу битни да се поставени многу одавна. Точно е дека ние како родители, не секој пат нели ги следиме сите тие протоколи или немаме можност, него ние ги изгубивме вредностите. Значи, порано, доколку памтите, се седнуваше цело семејство на еден ручек заеднички кој што беше здраво сготвен. Се седнуваше на вечера кој што беше здраво сготвена вечера.
Тогаш немаше толку адитиви, немаше пестициди, немаше генетски мутирана храна, односно ГМО храни кои што веќе се присутни кај нас. Веќе храните тогаш не се боја, сега се бојат сите храни. Присуството на емулгатори и ред други нездрави нешта доживуваат промена не само во нивото на еден организам и на органскиот систем, туку и на ниво на клетка. Тоа се внесува веќе и во генетиката. Да. Многу е битно да се спомне како факт и да го знаат сите родители. Јас отворено ќе кажам, имаше пред еден месец, точно еден месец, имаше конгрес педиатриски, каде што јас излегав со своја тема, каде ја поврзав исхраната токму со менталното здравје кај децата. Зошто нутритивниот учинок на храната кај децата започнува од дури ин утеро кај мајките. Докажано е научно дека дури мајките кои што имаат проблеми со тироидната жлезда, тоест недостатокот на јод, предизвикуваат и раѓаат деца со помала интелигенција. Тоа не е мала студија, таа е направена, еве ќе кажам, во една држава каква што е Кина, не ќе да ги спомнам другите европски држави, каде што се офатени толку многу испитаници, каде е докажано научно дека тие мајки раѓаат деца кои што после 10 до 13,5% имаат пониска интелигенција. Значи, колку е битен јодот за исхраната, битна, тоа е градбата на мозокот. Значи, една многу друга битна работа која што исто ја поврза во врска со развојот на мозокот и нутрицијата, буквално кај тие здрави деца, е омега-3. Македонија не е поднебје кое што има природен извор на омега-3. Немаме маслиново масло, немаме маслинки, немаме море, немаме морска исхрана, немаме риба толку. Рибите велат ако е еднаш во неделата е окей, ама кај нас не толку тоа не е. И тоа е еден вид на протокол да еднашка неделно се јаде, нели таа омега-3. Омега-3 е многу битни, 3 и 6 се многу битни за структурата и миелинизацијата на мозокот, присуството и врзувањето на синапсите и аксоните, градбата на самиот нерв како структура и така над. Тоа ние го немам. Значи ние уште у старт сме на еден начин хендикепиран и затоа Македонија моментално има голем пораст на проблеми со менталното здравје кај овие деца. Затоа зашто и нутрицијата не се само телефоните, да кажеме сега, и модерното. Точно дека тоа е еден огромен проблем и знаете дека говорам стално на тема екранизам, дека сите сега измислија некои си протоколи, не одавна Светска здравствена организација кажа од 0 до 3 дека не сме екран кај овие деца и од 0 до 3 не смеат одредени храни да се дават. Треба да се дават храни кои што се извор на богати омега-3, 6 масни киселини, на јод, на магнезиум. Магнезиумот е многу познат кај децата и е потребен и за нас возрастните, затоа што учествува во 300 метаболни процеси. Значи, тоа се одредени нутритивни работи кои што јас ги поврзав во една истражувачка дејност, да кажеме, направивме еден вид на методолошка анализа, кај што испитувавме внес на одредени храни кај тие деца, испитувајќи, проверувајќи дури лабораториски колку е застапен. Дури B12 ќе го спомнам, кој што е многу битен за структурата на мозокот, поготово кај дечињата, дека и тој ни е дефицитарен буквално кај децата. Односно целата групација на Б витамини. Кога ќе го свртите тоа, зашто е тоа битно, тука се вклучува делот со исхраната. Родителите неправилно ги хранат своите деца и тогаш настануваат проблеми. Затоа имаме пораст од 35, ја можам да кажам, проценти на проблематика во делот на менталното здравје, вклучувајќи ги проблеми со говорот, па се до аутизам и така натаму. Не говорам за церебрални парализи кои што се случуваат нели од самото раѓање и така натаму. Но пак ќе ставам акцент на тоа дека кај нас на вистина сето ова што го говорам моментално имаме голем процент на неедукација кај нашето население, поготово на младите родители, и заради тоа се случува сето тој недостаток. Па подоцна се ние, среќавајќи како стручни лица со оваа проблематика, малку сме тие лица кои што се занимаваме со оваа проблематика, ќе кажам, Заводот за ментално здравје во Македонија е еден и единствен, да кажеме, кој што работи со цела Македонија, со цело поднебје на деца, и сите тие деца имате и се поголем број на деца со кои што работите? Јас сато го напоменав дека ние дури не ја следиме и светската инциденца, ние сме многу отидени, многу повеќе. Значи годишно ако на по еден лекар кој што работи во Заводот за ментално здравје има по 2000 нови пациенти, тоа е огромен пораст на лица со... Добро, тоа не ли ги загрижува институциите во нашата држава? Јас вака ќе кажам, ние како стручни лица е битно да алармираме. Еве, медиумите се...
Да, медиумите се тие кои што на некој начин ни се единствена поддршка во државата, бидејќи ние како пред малку што рече Наде дека немаме доволен број на лица или сите стана и едукатори, сите стана и стручни лица и така над. Недоволно се вложува во делот на едукација, во истражување и така. Да не спомнувам дека ние многу веќе уназадуваме со делот на истражувањето. Македонија може би да кажам многу мал процент на истражувања. Добро, гледате надеж во целата оваа ситуација, ако веќе толку сме скршнати од правилниот пат, какви генерации растеме? И па знаете, ќе искористам она старата македонска, да речем, поговорка, маката ќе не натера. Кога ќе дојде најлошото, тогаш ќе се направи. Да, обично и така и менталитетски ние реагираме, кога маката ќе не натера. Гледам и во однос на мојата пракса. Се бара помош кога веќе постои проблемот. Мора да има надеж и мора да се трудиме. Мора да направиме јасна дистинкција од вистинска информација, вистинска едукација. Мене ми е многу жал насекаде во светот овие неколку науки, нутриционизмот, нутрицијата, педиатријата, менталното здравје, работат психолозите, работат заеднички. Кај нас се уште тоа го немаме. Тоа недостасува. Еве ке се надополнам, например, ние нутриционистите треба да ги учиме децата да џвакаат. Џвакањето е исто така еден многу важен елемент во однос кој што понатаму ќе делува на развој на мозокот, на менталното здравје. Ние имаме деца кои што не умеат да џвакаат до прво оделение затоа што се модерни блендираните храни. Значи, тука некаде треба и кога, ако тоа, моето лично мислење, ако тоа го зајакнеме, нутритивната средина сама од себе ќе се повлече или нема да има толкаво влијание како што го има сега. Жално е во моја пракса, се повеќе млади луѓе имаат проблеми со дигестивниот систем. Беше спомнато B12. Најголем дел од B12 се ствара од цревната флора на човекот. Пак поврзано со храната. Мора да се обединиме во борбата. Институциите треба да алармираат и треба да воведат построги нормативи во однос на тоа што се продава. Знаете, јас исто сакам да влезам во пекара. Но треба да знам тоа што ми е понудено во пекарата, по кој норматив е направено, дали содржи толку брашно колку што треба да содржи, дали е печено на таа температура на која што треба да биде печено за да биде квалитетно, дали има премногу квасец, бидејќи и тоа е многу важно, односно и тука во тој дел го гледам влијанието на државата. А јас, верувајте, веќе, мислам, 15 години се обидувам да едуцирам и да се борам со демистификација на тоа што е здрава храна и секогаш мислам дека треба, знаете, ние на вистина сме многу богати со квалитетна храна. И покрај целото присуство на ултрапроцесирана храна, ако видите, ние таа храна ја увезуваме. Да. Нашата храна, ние имаме достапност на сезонска, разновидна храна. Треба да бидеме гласни во однос на тоа и да бидеме реални во однос на тоа што всушност конзумираме. Прво да видиме, да направиме што правиме, па потоа да го бараме решението. Да. Голема и широка тема, многу прашања и веројатно секој од нас индивидуално се соочува со истите. Неспорно е дека приоритет треба да ни биде и ние здравјето пред се на нашите најмили, ние децата, а и на нас самите. Големи извори на информации имаме во денешно време. Некои релевантни, некои не толку, можеби и предизвикот е да се одбери или да се слушне вистинското. Се осврнуваме на здравата храна и не секогаш точно погодуваме што е тоа здраво, а сакаме дел од нас или да бидат во тренд со тоа што е здрава храна или да се храна здраво затоа што така треба. Но ајде ќе го
ке се движиме кон крајот со уште нешто важно, бидејќи ги споминавте, доктора, сите оние можеби витамини, минерали и масни киселини кои што недостасуваат или не може да се внесат преку храната и често пати знаеме да речеме или да избереме тоа да биде преку суплементите. Витаминот D исто така, витаминот С, па и витаминот B12. Веројатно се консултирате или ве консултираат родителите по тоа прашање, колку треба, дали треба, во кои дози и од кога треба да се почне со тоа. Ке речеме најважно е да се внесат преку храната, но неретко тоа е прилично и невозможно. Првично што е најпотребно да се знае дека кога ќе се утврди еден недостаток кај тоа дете, кај некое дете, ќе видиме дека има некаква компликација. Најбитно да се јавиме кај својот педијатар. Педијатарот да утврди во кој дел и во кој смер треба да направи исследување. Без прецизни исследувања не се дава дополнителна суплементација, бидејќи во таа возраст можеме да внесеме храна богата со тие суплементи кои што ни се многу неопходни, поготово за детското мозоче и за развој, правилен раст и развој кај едно дете кое што треба да прерасне во здрав организам. Да. Зашто апелирам на тие испитувања? Многу се битни бидејќи тие покажуваат баш буквално до кое ниво смее да се оди, нели, или не смее да се оди, или се под или се над. Сите деца со недостаток, тоа што го утврдивме и ние во таа анализа и студија што ја направивме во Заводот за ментално здравје со мојот тим, беа токму деца кои што се со таков нутритивен недостаток, односно тие се, да кажеме, резултатски речено, во минус резултати. Значи, говорам дека тоа беше опсежна палета, има институции кои што прават буквално и алергии на храна, исхраната, да знаете дека битно родителите да знаат дека и одредени алергени или храни кои што се пројавуваат на алергии кои што се пројавуваат на храна се многу битни бидејќи го оштетуваат и тие организма, како го уништуваат и микробиомот и макробиомот. Тогаш имаме неправилна апсорбција, со тој дел на неправилната апсорбција ние немаме кај тоа дете и правилен внес на тие потребни, да кажеме, нели нутритиенси кои што се битни за градбата. Така да, у делот кога ќе се утврди дека постои недостаток, тоа ќе и медицински оправдано да на тоа дете се дадат одредени суплементи кои што да кажам дека модерната медицина веќе најде доста начини за да произведе нели такви типови на нутритиенси, кои што у глобала можам да кажам дека се дури на природна база. Значи дали се збориме за омега-3 масни киселини кои што се произведуваат, многу е битно. Не од туна, него од инчуни или од сардини, сардели, рибчиња кои што не живеат долго, нели преживуваат кратко за да немаат олово во таа храна. Туната е богата со олово како риба која што подолго живее, лови и шета на секаде низ сите океани и мориња. Значи таа е богата со олово. Подоцна, омега-3 исто така и ше се од полифеноли кои што ги има во маслиновото масло. И маслиновото масло треба уште од најмала возраст да се дава на нашите деца. Ако го нема, ќе го купуваме тоа што баш за тоа викам веќе се е произведено во тој смер за да тоа што недостасува го надокнадуваме и на тој начин. Она што е најбитно да се напомене дека без исследување направено од страна на стручно лице не треба да даваме субституенси кои што се на еден вид така добиени на друг начин. Поубаво е со исхраната и ќе го кажам тоа уште од деца пред малку нашиот разговор се договаравме што како ќе ја водите темата. Реков дека ние сме јаделе масна природно. Да кажеме свинска мас на кришка леб со црвен сол и сме биле здрави и прави сме јаделе. И масни работи сме јаделе, и чварки сме јаделе. Но ќе кажам, точно се знаело во кој период од годината се јадат тие продукти. Сега веќе не се знае. Сега и усред лето ти можеш да најдеш чварки на твоето дете да ги даш. Тука почнува обезноста, тука почнува дијабетот, преддијабетот и така натаму и така натаму. Свесни ли се родителите за сите овие проблеми, не само со менталното здравје, туку и сите останати работи кои што можат да го нарушат здравјето кај еден човек, а се последица на лошиот избор на исхрана? Јас ќе кажам дека родителите се свесни, но треба некој да им го тоа всади и да им го пренесе како точна информација. Затоа реков дека педијатарот е првата личност со која што родителот ќе разговара и ќе добие правилна насока. Ние точно е дека сме Добро, но таа насока ќе добие можеби во првата, втората година од животот на детето. Понатака кога доаѓаат сите предизвици за родителите, не се
чести средбите со педијатар или се однесуваат на нешто друго? Зашто реков дека семејството е најбитната нишка во целиот раст и развој на сите нас? Значи, се почнува од семејството, се случува во семејството. Тие родители, млади, еве и ние сме нели млади родители, така, нас не подучиле нашите родители. Сега моментално заради таа трка, заради тој брзиот начин на живење и така натаму. Тука се препуштени децата и на екраните, тука се препуштени децата и на нездрава исхрана, тука се и награда се дава нели нездравата храна или родендените се прават со грицки и така натаму. Но тоа е модерниот тек на живење. Тука треба да бидеме построги во врска со тоа, еве ја ќе кажам, дека секој родител треба да биде на некој начин исплашен за здравието на своето дете. И тогаш да се случат промените. Од тука се треба да ни се случува, како што рече и Наде, дека ќе ни се случи тоа еден ден, кој ќе сватиме дека еве како ние што сваќаме како стручни лица дека имаме толкав пораст на проблеми со менталното здравје во Македонија и као сега ќе викаме дека е деценија на ментално здравје, ништо не превземаме, не е во ред. Значи треба да превземеме и ние како родители, не треба државата да ни кажува на нас, него ние како родители, па кој ќе приметиш првичните проблеми дека се случуваат кај дете, веднаш да се јавиш на својот. Да, но има свесни родители, но ќе се слушате веројатно дека мнозинството несвесни веројатно никако, како да кажам, ги надвладуваат нели оние родители кои што имаат некаква амбиција, нешто да променат и така натака. Некако надвладува лошото наместо доброто надици. И како во таа борба родителите, па и сите оние кои што сакаат да создадат посвесни нации, посвесни деца, посвесни генерации, да им, ако дома им зборуваме за тоа што значи здрава исхрана, колку таа навистина може добро да им влијае наспроти на нездравата, како да се избориме еве со сето она што останатото го налага едноставно нашето општество или мнозинството, би рекла. Знаете, ние генерално се бориме и со традиционални работи, каде што нели порано дебелкото дете значело дека е здраво дете. И со тоа се бориме. Како да го бираме полесниот пат? Тоа е факт. Сакам да кажам дека да се надоврзам дебелината, односно прекумерната телесна тежина, се смета за нов тип на малнутриција. Кога има вишок на телесна маса, речи се секогаш постои одреден тип на недостаток на некој нутриент. Јас, кога се со весела математика, кога се занимавам вообичаено, кога рачунам, ние денеска ги рачунаме само калориите, но јас кога правам една исхрана, обратно се другите работи. Многу тешко е. Верувајте, многу тешко е. Количински со оној квалитет на храна кој што го имаме денес, да дадете се. Мислам дека ќе бидеме принудени сите се по нешто да суплементираме. Она што е важно, да се обратиме таму каде што треба за кој тип на суплементација, за дозите, суплементирањето е индивидуално и тоа да го следиме. Што може да биде решение? Решение може да биде за мене, колку и да звучи парадоксално, во наши услови, во нашата држава, враќање на чекор назад, враќање на менијата на она што се јадело пред 50, пред 100 години. Не секогаш чекорот напред во однос на исхраната. Тука е враќањето на чекорот. Значи, менување на нутритивната средина. Знаете, вие имате земји каде што не може секој да отвори се таму каде што сака. Па имате вие околу некои институции, конкретно за основните училишта. Навистина има многу повеќе продавници околу основните училишта и околу институциите, па и околу болниците, да бидеме искрени, каде што е достапно тоа што треба. Но хајде да едуцираме дека не мора од се понуденото да се... Може понекогаш и со едно геврече да се помене, што не спаѓа во доменот на нездрава храна. Да, и добро го споминавте ова, иако нели соучени со сето тоа кое што и на ова кое го споминавте, постои позадина. Тоа се тие бизниси, тие гиганти кои што функционираат во позадина и кои што веројатно се најгласни наспроти ова кое што го зборуваме, особено важно за нашето здравје, за жал. Но уште една кратка порака до оние кои што не следат или нешто што видиме дека е навистина секојдневие и чест коментар. Спомена докторот, факт, неспорен, живееме во динамично, брзо време, секој од нас во трка со времето.
сакаме да се храниме здраво, сакаме да готвиме за нашите деци, на крај ќе речеме јас не можам да го издржам ова во еден таков динамичен работен ден од понеделник до петок, па и не готвам секој ден. Што би кажале во однос на еден практичен совет, препорака, што тоа значи или како да се доведе до тој баланс, да не се чувствуваме, да имаме грижена совест дека не готвиме и се храниме нездраво, а сакаме тоа да го направиме, а истовремено да немаме таков хаос у главата, дека брзаме секаде, не можеме да стигнеме и на крај не можеме ни да се сготвиме. А јас веќе многу долги години го повторувам тоа, дека најдобриот пријател на едно домаќинство е експрес лонецот. Не се согласувам дека се нема време, не ја планираме исхраната. Доколку одвоиме 3 часа за време на викенд да испланираме што ќе јадеме наредната недела, во согласно со враќање еден чекор на назад во навиките, може да се испланира. Не секој оброк што е здрав бара 5 часа припрема, тоа е едното, а мојата основна порака е да најдеме начин да ги натераме родителите да ги научат своите деца оброците во училиштата, па и понатаму во средното образование, да бидат припремени од дома, кај големите деца да бидат и сами припремени. Знаете, вие можете едно дете од 3-то, 4-то, 5-то оделение да научите да припрема еден здрав сендвич дома. За тоа се 5 минути потребни и тогаш тоа веќе има друго значење и сметам дека, ајде ако можам во една реченица да кажам, ајде да ја имитираме Шведска, на некој начин да ги убедиме родителите сите да даваат оброк од дома кој што децата ќе го конзумираат, заедно ќе го споделуваат, ќе имаат и емпатија и мотивација и ќе се дружат, нема да трчаат преку улица до првата продавница. Да, докторе. Ако порано во едно семејство беше најзастапен зборот те сакам, нели, да се споделат, сега што ќе јадеме, нели? Тоа е со оние семејства кај што навистина тоа што сакаме да го протежираме, навистина се направи еден предлог план за таа недела што ќе се исхранува. Јас само на една многу битна работа ќе се навратам, дека правилникот на исхраната уште од стари времиња е навистина да се правилно е поставено умереност, она што вие рековте, у секоја храна, секој пат конзумирањето на храната да биде во тие граници во кои што нели дозволува организмот и зависно од потребите на дневни за внес на нели на одредена, кажеме, процентуална застапеност на колку калории и така натаму, да се избегнува мрсната храна, поготово нели збориме среда и петок, нели како тоа да си кажеме, тоа е воспоставено и е вистинство. Има зошто? Има зошто, ќе ви кажам, летните периоди се оставени да се избегнува месото, значи повеќе оставено кога ќе имаме протежена зеленчук, овош и така натаму. Треба да го спроведуваме тоа кај своите деца. Ако ние го спроведуваме кај своите деца, тие ќе научат и го спроведуваат на своите деца. Тоа е генерацијскиот момент кој што треба да бидеме свесни дека сите оние кои што се држат до еден таков тип на едукација, да кажам, или давање на правилен правец на едно семејство, тие ќе станат и здрави деца и здраво семејство. Јас можам да кажам дека апсолутно за тоа сум и сведок, дека и оние деца кои што се занимаваат со спорт, тие повеќе читаат во врска со исхраната и тие сами не трчат, сакаат фастфуд, не викам дека не, но трчаат првично правилно да се исхрануваат, да ги внесуваат сите потребни, да можат да идат во теретана и така натаму. Јас сум противник на суплементација, кога станува збор за одреден дел на младиве кои што сакаат да зимаат таква некоја, кажам, формула за брз раст или не знам ова, тоа не е правилно, бидејќи секој оптеретување на организмот носи други додатни проблеми на тој организм. Ја ќе кажам, има луѓе кои што се хранат на нездрав начин, ќе кажат тоа, ја ќе ви морам да го спомнам денеска во емисијата, демек се хранам вака така нездраво, а пак сум здрав. Не е точно. У еден момент ќе се деси синдромот и тој човек навистина у сите параметри ќе се измести затоа зашто токму организмот трпи, значи на некој начин хепарот сето тоа го издржува како најголема лабораторија, у еден момент крахира. Верувајте ми дека тоа е таа вистина.
Тоа е и за И возрастните. на крај ќе се прашуваме зошто, но тогаш ќе биде доцна, затоа да мислиме пред Па, време. апсолутно и е да стварно размислуваме превентивно, а не Превенцијата кога е ќе прва и дојде. основна работа, затоа ги напоменав сите работи до кои што сме дошле на некој начин да размислиме, свесни да го пренесеме, сето тоа како еден вид на показател, а и најнакрај што ние се што правиме во нашиот живот, поготово еве како родители сите сме, го правиме за децата. Тоа е се за децата. Така е. И денеска имавме навистина една добра тема и за децата, но и за секој од нас, заради тоа што сакаме да го проведеме кај нив, се разбира исто така важно и за кај нас. А добро рековте, ние сме единствениот пример по кој што тие треба да се водат, а ние пак за среќа имаме примери во светот по кој што треба да се водиме и како држава и како општество. Имаме долг пат, да кажеме. Многу работа, вие особено. Ние како медиуми да ги пренесуваме овие совети и препораки, но секогаш верувам добре дојдени за нашите гледачи. Ви благодариме за вашата Благодариме за разговорот. Беше задоволство.